Ovde сега evo новите делови на Џакарта. Кота Беланда се вика ова место, кота е место Беланда или Ла Ривиера. Куќите се направени околу каналов овдека. Се направени во европски стил. Направено е со нормално ресторанче на истите тие работи. Интересно е така, што се вика за исто за брза храна, за ова зона. Ево да ова страна, ова како изгледа се уште во што се вика во стило на Божико. Так, ова е направено намерно како копија на европските ривиери. Ево вака, например. Сега е негде ручек време, ама навечер е веројатно осветено. Посетено е веројатно туристи што се шетаат овде. Мама джелато. Мама айскрим. Джелато е сладолед на италијански. И на многу други јазици, мислам, нека е желато. Неколку сладолед. Кота Беленда. Дори има овдека од овие сплавоите. Мислам дека многу ова, се не знам овие дали приватници се овие што инвестира вака нови или па веројатно е владата. Али многу има инвестирано вакви во некои шопинг центри, нови, овие се пик, така се вика новите делови на Џакарта. Пик 1, 2 и 3, тоа се населби скоро цели како цели со шопинг центри вакви. Веројатно многу владата финансира. Еве овдека се изнемува скутери. Има многу луѓе, затоа економијата е така, мислам, раздвижена, инаку не се случува, например, нешто нешто посебно, например, многу туристи нема, нешто посебно од странство, например, да внесува некои пари или нешто слично. Али како што вика и ова е некоја економија во подемне, сега
Не гледам, јас мислам дека виетнамците беа по... Сега ги споредувам, пошто ми се најсвежи некако, ама виетнамците мислам и овде имам видено, произведува електрични коли, што се толку масовни овде и овдека дури ги има многу. Виетнамците, заборав како се викаше марката, нешто Виет Вин или нешто така, со символ има со В, електрични се и мислам дека е дека е државно полуприватно партнерство, нешто така е. Или па приватна да не е компанија, не знам целосно, али се интересни и гледам и овде ги има. Тие нивните колите овде ги има за такси. Еве овие кломпите од Холандија. Да, и овие што се надвршни, еве овака, мислам ова Кота Беланда е некоја копија на Амстердам. Так, сега ваму ги има овие што се како ги вика овие во Венеција гондолите, да. Ваму па има гондоли од Венеција. Еве, некои има полупотопени. Добро, интересно е што се труда барем врти парата. Се труда например, евака различни работи. Еве и овдека ова капијата, еве скоро сета е некој си католички, некој си нема многу предрасуди например на религиозна основа и тие работи, што е многу добро. Така да се отворени према различности ово и не се например нешто радикалисти или што ти ја знам например. Јако е што се вика најголема муслиманска држава, има например посебни продавници за алкохол. Општо не се продава, нели? Ама не е забранет, има посебни продавници и не е например многу скапко. Поскап е, ама не е многу скапко например во арапскиве држави, кај што бев там во Јордан, во Египет, напомпани цените. Так. Добро, и овдека сака да дојдам да видам како е овој новиот дел на Џакарта. Еве уште што се вика, сега е одручак негде, ама пак ете има рајас, полека излегува, веројатно навечер е овде многу по бизи, повеќе луѓе. Так. Инаку ова е апсолутен нов дел. Овие долу се претежно продавници. Горе нешто као апартмани, мислам, не знам, некој од нив апартмани, некој не знам шо. Али претежно овдека овие новите делови на Џакарта, Пик 1, 2 и 3, многу кинеско влијание. Мислам, може да и тие да ги има многу од ова изградено. Оти ги гледам јас, например, секаде ги има овие шопоите, сето се кинези, сето и Пик 1 беше скоро со кинески фирми. Сето беше овде, пак има ова инаку Пик 3, мислам, или така нешто Пик 3. И овдека е малце поинаку, не мислам така. Мислам и овдека се многу кинески, ама не колку во Пик 1. Таму беше сето кинески, имаше кинески четврт, погода, ово, направи видео и од таму, тоа беше Пик 1. И так. Овој Пик 2 или Пик 3, не знам точно кој е некоја си европска шема. Така, се гледаме од некој друго место.
Поздрав, чао, чао.